Живо секако ја вклучуваме нашата колешка Ивана Крсевска-Јаневска. Имаме сега една толку многу убава тема на која што ќе зборувате, Ивана. Со нашиот, се разбира, гостин Гоце Андонов актер, новогодишни работилници и представи за деца. Ајде да слушнеме кога ќе бидат, како ќе се реализираат, каде и така натаму. Добро утро и повели. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи кои што ова петачно утро го започнуваат со нашата утринска програма. Ние ве поздравуваме од Public Room или јавна соба, каде што се одржуваат голем дел од новогодишните работилници и театарските представи за деца, токму од театарот Театар за тебе, кои што веќе втора година поред работат со богато и брзо темпо, подготвувајќи најразлични представи за дечињата, но овој пат, нели, односно овој декември со новогодишна тема, како исто така е што правеа, нели, и минатата година. Ова утро со Гоце Андонов ќе да знаеме повеќе за тоа кога и каде ќе се одржуваат и работилниците и представите. Гоце, ќе ви посакам добро утро. Веќе во недела ја имате првата новогодишна работилница овде во Public Room со почеток во 11 часот. Што нудат новогодишните работилници кои што ги создава вашиот театар? Добро утро и на вас. Па вака, генерално темата е како изработка на новогодишни украси. Тоа може да биде од различни материјали. Ова се го водат Ангела Левкова и Сара Томевска, понекогаш и Изабела Истојакимова. И повеќе околу тоа би можеле они да објаснат, меѓутоа има на Инстаграм страната на Театар за тебе. Обично ги одржуваме секој викенд. Имаме во КФЦ во Ново Лисиче одржуваме и во Синдикат кафичот, исто и во Салон 1919. Имаме обиди за нови простори, така што прилично, да речеме, широк ни е репертоарот оваа година. Да, богат исполнет месец декември од ваша страна, но и секако задоволни дечиња. Тоа се покажа уште и минатата година кога ги игравте, нели, новогодишните представи, оваа година и со нов репертоар. Да, оваа година, значи, ги вративме старите представи, тоа е Рудолф и Елф и Мобиленд, која што не е на новогодишна тема, но ја игравме исто во декември, а сега имаме и Гринч, која што е дефинитивно инспирирана од оригиналниот лик Гринч, но имаме додадено некои работи кои што сметаме дека е, да речеме, може да ги доближат овие работи до публиката. Значи, Гринч представата имаме и лик кој што има проблем со говорот, и тоа исто доближува еден друг дел од публиката и кажува дека треба да се работи на одредени говорни проблеми кои што ги имаат и дечињата, и на многу интересен начин се, да речеме, тоа се обработува, меѓутоа не би сакал премногу да ви издадам. Имаме доста термини исто и за таа, меѓутоа е генерално распродадена. Имаме еден термин на 19-ти, така што тоа би кажал за сега. Да, неколку термини веќе се, нели, распродадени, но која е актерската екипа која што игра во оваа представа? Така, Изабела Јакимова, Ангела Левкова, Анастасија Ласовска, Ане Блажовски и Даријан Петров, и јас. Да, во недела стартувате и со новогодишните работилници, ги имаме и представите во месец декември, на неколку локации ги споменавте, но кој се еве може да присуствува, за кого се е наменети, како можат да си набават билети, каде може да си набават билети? Па видите, околу билетите може директно во порака, може да се резервира, може да се дојде и директно за работилниците, зборувам. А за представите би било добро да се резервира, зависејќи од просторот. Например, доколку е во Public Room, мора да се резервира, бидејќи има највеќе, да речеме, поварувачка. Така што тоа е околу билетите, а работилниците се од 4+. Секоја представа е за различна возраст, генерално. Мобилен, например, е за малку и повозрастна публика, бидејќи обработува теми како што се проблемите со децата кои што премногу седат на телефон, па тоа е баш хиперболизирано со искривување, со такви некои работи. Затоа сметаме дека Мобилен е за постара публика, а Рудолф и Елф, например, која што е исто интерактивна, меѓутоа се потпира и на децата многу и е многу, да, како да објаснам, усмисла повеќе на игра, да речеме, таа може и помлада публика да дојде.
Да, сите дечиња се поканете, нели, во овој новогодишен, предновогодишен период да си дојдат да се забавуваат. Како реагираат еве на новогодишниве представи од тоа, од вашето искуство од минатата година, кога за прв пат нели воведовте вакви представи? Па прилично позитивно, мене ми беше прва година, искрено, да работам детски представи и бе фасциниран од тоа колку различна публика се од возрастните, бодрат цело време и се внесуваат на еден многу детски начин, што е помалку и сладко и наивно и ти ја менува дефинитивно играта на сцена и твоето доживување отпосле и се навистина среќни и чисти, така што би рекол прекрасно. Добивате ли некакви сугестии од нив, дали коментираат нешто од публика дечињата? Па, ние генерално дури и така и ги структурираме представите, бидејќи нашиот метод на интерактивни представи се базира токму на тоа. У смисла, дури многу важни делови во самата структура на представата ги водиме децата до тоа, но ги оставаме тие да влијаат на тој момент. Пример, ако не знам, ја спасуваме новата година, клучот за спасот на новата година, ќе им го наметнеме на дечињата и дечињата потоа ќе го внесат во самата представа. Така што се чувствуваат како и директно да влијаат на самата представа. Да, навистина забавно, интересно, се е некако магично и убаво веќе во овој период кој што ни доаѓа. Гоца, ќе ви посакам уште многу успеси, успешни представи, успешни новогодишни работилници за дечињата, да си постоите уште многу долго како театар за тебе и да ги радувате најмалите. Ви благодарам. Да, ние ќе ве поздравиме од јавна соба, каде што голем дел од представите на театарот Театар за тебе се одржуваат токму овде во овој предновогодишен период, но и на да видите дел сега од новогодишните работилници ве започнуваат в недела на 8 декември со почеток во 11 часа, така што бидете дел со вашите дечиња, со вашите внуци, направете им го овој период што е можно повеќе магичен. Убаво кажано, баш да им биде магичен периодот и да се радуваат на сето она што има за понуда. Токму за нашите најмили, за дечињата и за предновогодишната магија.